Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи! Вкусот на традицијата е подготвена за новиот рецепт на денот во комплексот Етно село Тимчевски. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен и среќен ден и значи само позитивно. Се сетив уште кога бев мала дека многу во нашето семејство се приготвуваше пилешки џигер. И мојата мајка правише многу специјалитети од џигер. Те тава, те чорба, те во комбинација со нешто друго. И се потсетив токму на ова тава џигер со прас. Многу вкусна, многу лесно за приготвување, а башка е многу ефтина. И од овие намирници верувам дека претежно сите ги имате во вашиот дом. За овој специјалитет нас ќе ни биде потребно 400 грама пилешки џигер, претходно добро измиен и исцеден. Ќе ни треба 10 големи печурки шампињони, 2 страка прас ситно насечкани, 200 грама сланина, насечкана на коцки. Ќе ни треба малку масло по потреба, 2 децилитри или 2,5 децилитри пиво, чаша пиво, од зачини триена сол, црвена пипер, се ето по вкус и по желба, малку мешан сув зеленчук, сол, 1 китка макдонос и малку бибер. Ке ви треба едно тенџере за пржење на џигерот, празот, сланината, едно тавче каде што шампињоните ќе ги пржиме посебно, да им излезе водата. Почнуваме со работа. Го ставам тенџерето на загреаната рингла, налевам масло, околу 1 децилитар. И тука налевам многу малку, околу 3-4 супени лажици масло за печурките. Ке ги ставам печурките тука. Си се пржат. Сега ќе го ставам џигерот во загреано масло. Не го сечкате, ништо не правите. Него така како што ќе го купите. Само го миете и тоа е тоа. Да го фати врелото масло, малку да се пропржи. Тука имаме и џигер и срца пилешки. Кога тоа малку ќе се запржи, ќе ги додадам коцките од сланина. Да се напија малку чај. Додека се пржи, ми го подготвија тука на шанкот во Етно село многу убав планински домашен чај. Ке забележите вие кога џигерот ќе ја промени бојата, кога ќе обели, ќе омекне, тогаш ќе ја додадеме сланината, а печурките брзо ќе се испржат. Чекај нив да ги средам. Сега ќе му ставам малку сол. И на печурките малку сол. И нив да ги промешам. Ми падна едно печурче. Така. Сега мислам дека е веќе време или ајде уште малку. Ајде уште неколку минути, да.
како убаво замириса. И сега е веќе време сланината да оди кај џигерот. Така. Промешувам повторно, да почне и сланината да се пржи, да излезе маст од неа. Така, и таа многу брзо ќе биде испржена, неколку минути се доволни. Каква богата тава има да имаме овде. Одлично, супер. Еве, гледам дека веќе и печурките почна. Така. Супер. Сега ќе го додадам празот. Тој ќе пушти сега многу вода и ќе почне да се крчка џигерот и сланината, токму во овие убави сокови ќе почнат да се крчкаат. Се додека не ја промени бојата празот, додека не ја испушти водата, не завршуваме со пржење. Сега ќе намала малку. Така. Оти, празот треба да се пржи на помала температура, да не изгори. Да не изгори. Еве и печурчињата уште малку, така ќе ги промешаме. Додека се испржи и празот, ќе бидат готови и печурките, во меѓувреме ќе ги редам зачините. Така. Сега ќе ставам малку бибер. Ќе ставам малку мешан сув зеленчук, половина кафено лажиче од прилика. Така. Црвеното пиперче и триената сол на крај, кога се тоа ќе го ставам во тавата да се пече. Ете така. Супер, еве го и празот. Тој брзо мекнува, пошто е полн со вода, нели брзо се пржи тој. Ајде да видиме сега. Печурките до каде се? Ова, да ви кажам, баш убаво јадење. Ова можете и зиме и лете да го јадете. Значи, во сите годишни времиња ова јадење е прекрасно. Да ви кажам, со овие намирници и цела војска ќе најадете. Така. И тие се готови. Да. Супер се. Одлични. Сега ќе додадам малку пиво. Така. А останатото ќе го ставам во тавата во која што ќе печам. Така. Нека си омекне вака и ова е готово. И печурките се готови. Така. Сега и печурките ќе ги префрлам кај останатите состојки. Така. Им испари водата. Сега сето ова добро го промешувам. Мераци. Одлично. Ке му требаат сега едно 10 минути да искрчка ова и ќе му додадам после
триена сол, црвен пипер и макдонос. Ќе го ставам целиот мастра во земјената тава, ќе налеам уште малку пиво и ќе оди во рерна на 250 степени, штом почне да крчка затворена на 200, едно може би 30 на минути, потоа ќе отворите последните 5 минути да фати коричка. Сега, да ви кажам, доколку сте љубители на лукче, значи можете при крај да ставите и малку лукче. Едно или две чешниња, ја не знам тука дали имам, немам, но може да земам и да ставам, но оригиналната рецепта е вака. Но јас сум многу голем љубител на лукот и затоа што сакам во овој дел од годината, нели многу ни е важен имунитетот, па секаде го ставам лукот. Еве, значи, што значи добар персонал? Стефан, послужувачот ме слушна дека јас сакам лук да ставам сегде и ми донесе лукче. Значи, баш вака цели, 2-3 ќе ставам. Нека има, нека мириса. Сега е веќе готово. Ќе ставам една кафена лажица црвен пипер. Така. Ќе ставам и една кафена лажица триена сол. Така. Ќе промешам. Одма се е убаво, одма се е прекрасно. Значи, како се сменија сите работи. Ете, што чина чуда? Значи, додавате црвен пипер, ставате триена сол и се е поинаку. Се е поинаку. А тоа е тоа, вкусот на Македонија. Браво, браво. Сега го вадам од шпоретот. Така. Како замириса. Ставам макдонос. Така. Промишувам. Чудеси како ова мириса. Сега оди во тавата. Сега ќе морам да го соберам и ова од страните, да не ми оди зијан. Чекате вака. Се убаво. Целиот праз да го соберам. Ништо да не оставам за во мивалникот. Ете го. Сега, веќе ќе пробам за сол. Мислам дека е доволно. Да, сега ќе го ставам и остатокот од пивото. Така. И директно оди во рерна. Убаво да се искрчка. Сега кога ќе пушти и лукчето. Ова има да биде прекрасно. Останете, драги гледачи, со вкусот на традицијата. Јас ова одам во кујната да го печам и во меѓувреме ќе ја поставам трпезата. Се гледаме на трпезата. Еве како изгледа.
Еве, драги пријатели, вака изгледа тавата со џигер, испечена, искрчкана. Сите можни мириси од зеленчукот се проширија овде во ресторанот на Етно село Тимчевски. Го послуживме со свежа салата, можете и со туршија, можете и со зелка кисела, лути пиперчиња, пиперчиња од туршија, лепче, се што сакате. Погледнете како ова добро изгледа. Леле, сега ќе го пробам. Го чекав, едва го дочекав. Ете така. Има малку и сок од оздола. Џигерчето како мозок се направила. Неверојатен вкус има и од пивото. Пивото си го направило своето во крчкањето. Да ви кажам, не можете да препознаете просто дека е џигер. Полно е со сокови, со зеленчук. Секоја чест за рецептот, а и за домаќинката. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Внимавајте многу добро што си зборувате на самите себе. Затоа што тоа што вие си го зборувате, само вие го слушате и се претворате во таква личност. Затоа секогаш зборувајте си најдобри работи за себе, но и бидете критичен кога некогаш ќе погрешите. На здравје!